Слушај вам, драги мои пријатели, пријателки, здраво. Малку доснам со неделната моја колумна, локумна, која и не е предодредена да биде неделна, понекогаш и правам ми повеќе, зависно од тоа како ќе ми се акумулираат темите. Се работи за проста причина што многу случувања имаше за кои сакав малку да согледам, па некако сите заедно да ги искоментирам, не само заради мене, бидејќи, знаете, колку и да го правам ова заради мене, сакам вас да ве натерам, да размислувате, да погледнете, да донесете некаква одлука. Ја не сум најпаметниот. Немој да верувате никому, верувајте си на себе. Но, паметен човек донесува заклучок откако ќе собере информации. Сува информација, моje мислење на Перо, на Драган, на Петко, на овој, на оној и така натаму. Извлечете некакви заклучоци. Не постои најпаметен човек, не постои едно сведоштво за една работа да биде потполно исто. Имаме и во Библијата 4 евангелија кои апсолутната вистина, наша религијска, православна, христијанска, е искажана низ визија и согледување на четворица. 4 апостоли. Исто е, ама е различно. Што тоа значи? Тоа значи дека вистината, колку и да е објективна, таа мора да помине некаков субјективно, значи низ наш филтер. Морам јас да ја примам. Немојте да примате готова вистина од некого. Вие примајте ги информациите, но заклучокот да биде ваш. Зошто? Не знам. Еве искрено. Но знам за себе, можам за себе да зборам. Може би, ако соберам информации дека ќе има ова и она ќе се случува, тогаш правам малку поинакви планови од оние што редовно ги правам. Така, не имаме редовни планови. Стани од сабајле, отиди на работа, плати ги сметките, нахрани ги твоите дома, пробај малце да живееш живот, толку. Но, знаеш како? Сакаш да вложиш нешто, сакаш да отидеш на пат, сакаш да отидеш на одмор, сакаш вамо, сакаш тамо. Како прибирате информации? Па колку е соба, па каде е морето, па колку е храната, па дали овде ми е поевтино, па дали онде ми е поевтино. Тоа е планирање. Гледате, кога си планирате нешто убаво за себе, не верувате слепо. Pero како помина, брат, супер беше. Супер беше, исто и мене ми вика, ама месец дена и тоа како гуглав што бил, кај бил. А камо ли за политичка ситуација? Зошто? Затоа што моите активности, кон што ќе се стремам, што ќе проучувам, бидејќи стварно не можеш да се распленеш светов што се случува. Вештачка интелигенција, политичките промени во Соединетите Американски држави, клатењето на Европската Унија, реформирањето на Европската Унија, руско-украинската војна, тајванската криза, сето, ама што ми е мене, гајле Америка или Тајван? Дечки, бевте ли во маркети? Протестиравте ли заради цените? Што мислите, од каде цените се формираат така ужасно високо? Зошто цените скокаат? Кога има криза, кога има страв, кога има проблем, кога има блокади, цената на транспортот расте, па расте цената на храната, на нафтата, и сето тоа е едно поврзано. И ти се, вика, ја све најнормално, пари не ми стигаат. Па нема да ти стигаат. Ама владата била крива. Не ти е владата крива. Никому не му е крива владата. Владата ние ја бираме, токму овие работи да ги согледуваме, ама не можеме да оставиме, знаете како, ова е како во комунизм. Немам ја што да се
секирам комунистичката партија. Ке ми овозможи работа, ке ми овозможи плата, ке ми овозможи одмор. Дури ни тогаш не ви го овозможуваше. Затоа што, нели, сакаме ние тие соништа убави, дека некој се грижи, нели, Тито се грижал за нас, комунистичката партија мислела да сите имале еднакво, не, сите немале еднакво. Ја, будала ли бев што морав да трчам да купувам кафе у Грција и у Италија, за да носам, оти немаше кафе 80 години. Не зборам крај на 80-ти, зборам 80, 81, 82, 83, 84. Кафе. Кафе бе, кафе немаше. Зејтин немаше. Бонови за гориво. Пар, не пар и така натаму. Што можев јас да направам? Не знам. Ама, комшијата мој си го реши проблемот, малце поинтелигентен од нас, у време кога немаше ни интернет, ни било што, реши да си стави греење, бидејќи струја снемуваше, не имавме, ако не се лажам, имавме по 12 часа, знаевме да имаме и рестрикции на струја. И си стави, а зимно време, врат, не се греевме сите на дрва и немаше така пристапност на дрва. Нафта имаше па за среќа, но, знаеш, у период кога имаше нафта, купувавме во буриња. Јас се уште имам у двор едно такво мало, татко ми што изградил со 4 буриња, каде што складираше. Комшијата мој па искупа еден цел казан, мислам, цистерна за парно грејење за дома кој му работеше на нафта. Значи, нашеве родители собирале податоци, чекај, ќе има проблем со струјата. Има и со нафтата, ама нафта ќе начекаш, знаеш, ќе нарачаш, па чекаш од, како се викаш, Југопетрол. Од Југопетрол па ќе ти донесе, ќе чекаш година ден, ама ќе дојде нека цистерната. Ќе дојде цистерната, ќе наполниш 4 буриња, па добро живееш. Мрзневме малце, тресевме клинци, ама сакам да кажам дека планирањето е многу важно. Стресот е помал. Знаеш, дури има едно, вика, не можам да поднесам разочарувањата во љубовта, во пријателството. А овој му вика, пријател мој му вика, не очекувај ништо, никогаш нема да се разочараш. Ако сакате нешто добро од Тито да ви пренесам, што јас го прифаќам и ден денес, однесувајте се како да ќе биде вечно мир, бидете спремни како да утре ќе биде војна. Не се олабавувајте, луѓе. Идете по кладилници, земате кредити и така натаму. Не се утрчувај кога ќе земеш кредити. Нашите кога земале кредити имале некакви гаранции, 30 години кредит без со фиксна каматна стапка. Инфлацијата изела паѓање. Денеска веќе тоа нема да ви се повтори. Ама дали си спремен да земеш кредит? Да купиш кола, да купиш стан? Скапотиите какви се, не се само во Скопје, секаде. Во маркетите протестиравте за маркетите, да ги бојкотиравте заради високите цени. Каде заврши целата работа? Нигде. Нигде. Ланците на маркети пуштија банери по одредени портали и едноставно порталите и медиумите се стишија, што е многу нормално, но се стиши народот. Ако порталите, можеби и медиумите, не знам, телевизиите не пренесуваат, ама нема ни на социјални мрежи. А состојбата не е променета нешто драстично. А ги фативме живи како 4 ланци на маркети се договарале за цените. Што, например, е недозволиво во едно пазарно општество да се формираат цени кои се контролирани од центар, а не контролирани од пазар. Така што, да, луѓе, не крадат. Не постои закон на светот каде што една власт може да ми каже мене, Јанко, многу скапо ги продаваш крстаиците. Молам, абе колку сакам ќе ги продам, моје право е. Не може, ние ќе ти одредиме. Океј, не продавам ја по маркети, ќе си продавам на картонска кутија тука на тезга у пазар за 200 денари. Имам ли клиенти? Имам. Мој проблем. Тој е пазарно општество. Но, ако има конкуренција
околу мене уште 10 кои продаваат тупола, па ја ќе морам да ги спуштам цените. Но, ако јас се договорам со сите, слушай, дај бе ќе ги бапнеме по 200, сите ќе лапаме, овие немаат избор. Тоа е веќе криминално непријателско здружување и тоа би требало да биде на некој начин санкционирано и контролирано. Така што издишавме и ние, 2-3 дена ни беше ура, покажавме заби, тоа е добро, и дадовме ветер у грб на владата, која се што инспектор е веќе на терен, подготува се мерки, најверојатно дека се она што ви интересира како цена на портали, на сајтови, значи тука и најнеписмен може да отвори мобилниот и да види колку денеска се јајцата, колку е лебот, колку е млекото и да отиде. И ако тоа не му се совпаѓа со она што го има на објавено како цена, тешко на маркетот, на ланецот маркети. И тоа е некаков проактивен начин. Значи, не можеме ние да си лежиме. Мораме нешто да правиме, мораме да бидеме активни. Демократијата не е пасивност, демократијата не е избери партија и не му се секири. Напротив, ја секаде во свет, кога прв пат учев 80 години, што е тоа демократија, кога требаше да излезем, ја бев зачуден. Значи, идев по помали градови низ Европа, живеев долго во други држави и така натаму, долго, која велам, по неколку месеци. И викам, ама зашто, кај ќе идете? А вика, состанок ова, па имате бе парламент, имате, нели партии, нели ви одлучуваат. Па вика, ти си будала бе, вика, ако ние оставиме, зборам за Англија, ако оставиме, ние само у парламентот да ни ги решаваат проблемите. Ние ги притискаме и мидат кај избраниците, лобираат. Ова не е добро, ти избравме за ова си го направио, ама ова не е направено. Значи, една проактивност на микро и на најмакро ниво. Дали тоа на работа ќе го правиш дома, ќе го правиш приватно, ќе го правиш. Дури таа формула, што мислите, зошто имавме месни заедници у комунизмот? Оти комунизмот му беше јасно дека со тоталитаризмот на крај ќе предизвика револт. И он мораше да пушта некаков, затоа немавме ни комунизам, туку имавме некој полупазарен социализам. Имавме месни заедници, па имавме некакви локални, некои избори во партијата, кој е подобар, кој не е и така натаму. Сето тоа беше бледа сенка од демократија, но имаше чувство дека ние можеме да се ангажираме и да правиме некоја промена. Сега, ние во појужните краишта оставивме све на партија. Како помина? Зошто во Словенија и Хрватска беше малце поино? Абе, не седеа мирни. Не седео мирни. Да, комунистичка партија, кој ќе отидев, ја живеев 2 години у Словенија. Човече, абе, раат нема нивните избраници, оние комунистички лидери кои им беа у представници у нивното собрание и што ти ја знам, и да се бунтува. Ма мислиш дека е Запад. Но тој менталитет дека ти со твоето делание можеш да направиш некаква промена. Еве да ви кажам, кај е нашата утка во врска со цените и скапите производи? Дали формиравме некаква невладина организација за заштита на потршувачите? Не, постои една организација за заштита на потршувачите која не функционира. Но ние граѓаните, социјална мрежа, го избираме Петко, Јанко, Бранко и Станко. Петко, Јанко, Бранко и Станко ќе искачаат пред камери. Ние. Значи, ја на Фейсбук ви давам што ви се вашите барања и милион предлози. Од тие милион предлози ја ви издвојувам овие, пошто не можам сите, нели? Не можеме. И заедно со 3-4 колеги ќе ги издвоиме 5 до 10 предлози. Што бараме, што ни е скапо, што ни треба и така натаму. На следниот повик кога ќе идеме, очекуваме, нели, пак повторно 100.000 да не следат, искачаме пред камери, викаме, ова се нашите барања. Еве до маркетите, еве до владата, значи никаква оние здруженија за заштита на потрошувачи, еве ги кај мене у комши се, ма не функционира. И го украле човек, колку пати ме сретнале, бе, каде е тоа, појма немам кај мен канцеларијата. Да, еве адресата, ма појма немам што да ти кажам. А ти треба нешто, те украл, те излажал, ти рекол една цена, ти наплатил друга цена, си отишол у ова, си отишол у она. Не сам, луѓе, буквално немам што
не знам како да ви дадам примери. Демократија ти е како англиска трева. Кога ќе отидеш у Англија, трева на име зелена. Па како? Ископај, стави ѓубре, засади, поливај, зелена и коси, зелена трева. Па направив, ама нема. Па 300 години треба така. Значи, ние сме уште во зачеток и ние се уште сме генерација која не е научена да биде активна, да биде и покрај тоа што менуваме власт, делуваме локално, уште треба. Нема раат животот. Нема доаѓање од работа, како беше убаво, дојди у 3 сат, од работа, иди у 7, дојди у 3 сат, не му ја мислиш дали фирма ќе пропадне, баш ми е гајле, има кој друго да мисли, и ништо не правам, ќе се отспиам и после со комшиите седнуеме кафе и ракија до вечер по гости и така натаму. Супер вака звучи. Ама како заврши тоа? И зошто заврши така како што заврши? Значи, сакам да кажам, и низ тој активизам некаков граѓански не е за секого. Тоа е разбирливо, не е за секого. Не може секој, нема ни сила секој. Но можат многумина да се најдат. Погледнете ги овие закучињава, ги критикуваат вакви такви. Да, ама ете, они си нашле мотив, они се мотивирани тоа да го прават. Изволте, што не излегувавте, нели, за сообраќајката за девојчето што погине, излеговте, протестирате. Ве повлече емоција, ве повлече трагедијата, ве повлече грижата за блиските. Но тоа што? Тоа е само едностран. Дали приметувате дека на таков начин, например, шарената револуција растураше токму со ова, но фрлаше огромни пари. Сега ги немаат тие пари. И затоа мене, овој период, многу ми е долг воведот, ама ми се акумулираше доста, ми е да следам не само што се случува кај нас, туку што се случува со Соединетите Американски држави. Тектонските промени, она што се случува во Америка, по мене промените се големи, како промените, ако ги паметите 90-ти години, кога падна Советскиот сојуз, кога се сруши Берлинскиот зид, кога падна комунизмот, кога завладеа пазарно општество, кога завладеа се. И од една страна имаш паника кај комунистите, леле, што ќе правиме, и едно чувство на отворени граѓани. Слобода. Сте били у Берлин 90-ти години. Сум стоел со луѓе кои гледаа кај Бранденбуршката порта, кај што имаше она линија Мажино, која никој не можеше да ја помине, што се вика ретко кој, каде што млади луѓе стоја само вака, час од една, час од друга страна. Или ќе премине од другата страна, ќе купи хамбургер од Макдоналдс и јаде. Не дека хамбургерот е подобар, символ му е на слобода, дека он може да бира. Не дека имаше и лоши работи, човекот сака да има право на избор. Така е и ова што се случи со Америка. Не викам дека е ова само резултат на Доналд Трамп и на Елон Маск. Ова е бунт. Они не можеа сами да го направат ова ако на народот не му збоктиса од демократите, кои се во суштина една комунистичко, тоталитаристичко меко согледување кое стануваше се потврдо и потврдо. Каде што ЛГБТ заедницата беше побитна од било која заедница на болни деца, за семејни вредности, за болници и така натаму. Различностите, воук, и вие. И они мислев дека е некоја не лажа. Они толку забегаа во собствената приказна дека ние ја труеме планетава. Ние ја труеме планетава од како е формирана, луѓе. Тука да не се лажеме. Ние никогаш не сме били фер спрема оваа планета. Никога и од пештерско доба, од како почнавме да палиме огнови и да топиме железо, ние ја труеме оваа планета. Што ви е сега чудно, жити се сега ќе се топеле секој 400.000 години имаме големо ледено доба. Што топело и што загадило пред 400.000 години, кажете ми. Еве, отворете, гуглајте го. Ја не зборам на памет, отворам.
Имате крива која покажува дека просечната температура последните 400.000 години иде плюс 2 степена, минус 2 степена. Плюс 2 степена, минус 2 степена. Ние сме во момент кога сме го достигнале пикот пред не знам колку време и сега одиме постепено кон мало ледено, кон ново ледено доба. Се спушта. А температурата е покачена. Значи, на крај ќе испадне дека ние со нашето загадување го одложуваме леденото доба. А ако паметите, а не паметите, а зошто би паметеле? Пред 500 години Темза замрзна, закована во мраз. Мини ледено доба имавме. Пред 1000 години исто така. А Гренланд беше Гренланд затоа што беше зелена земја. А сега е бела земја. Ако се стопи, шо ќе стане? Шо ќе стане? Значи, тоа се толку непознаници и толку ве манипулираат да само, знаеш што е најлошо? Најлошо е кога ти викаат, грижи се за планета, не бе, ти лажеш, не се грижам. Тоа е уште нивната крајност, која ја права за да те контролира. Да влече пари од фабрики кои произведуваат, кои отвараат работа. Не, вика, ти загадуваш. Дај ваму пари за овакво. И ти ги лапаш парите. Пари за екологија никогаш нигде не сте виделе. Знаеш колку се одвојуваат? Дури и кај нас. Милиони, тешки милиони, во светот тешки милиарди. Се сменило нешто? Се смени. Фреонот во фрижидерите, он бил. Сега било проблем, кравите прделе. Буквално, кравите прделе и пуштале метан во атмосферата и тоа ја загревало. Ало? А сончевите пеги, а сончевите промени, а циклусите на земјата, а тектонските поместувања, а магнетните полиња. Нема квантен компјутер кој се ова. Јас со години се соочувам со тоа, со ова, и се обидувам од сите научници и заклучоци да извлечам што е суштината на проблемот. Прдиме, возиме коли, точаци, многу јадам графли. Што е проблемот? Тоа е толку комплексно, ни сами не знаат. Но, ако те уплаши и те натера, слушај, имаш успешен бизнис, као на Volkswagen што ја направи. Знаете што е Volkswagen сега? Нема да ви се верува. Volkswagen е пред затварање. Отпушта работници. Нечуено од 30-тите, од како постои Volkswagen, наваму, нечуено. Зошто? Затоа што Европа им наметнуваше регулативи, давачки, им ги съсна зелените, а сега ќе правите електрични автомобили, а овие таман го оптимизира моторот со внатрешно согорување да биде најперфектен што може. А не, ние имаме наши, си платил некој тамо, не, овој многу загадува. И го сега Volkswagen, германските работници викаат, што? Ке ни намалите плати, ке не отпуштате, дал сте нормални? Овој вика, немам избор. Гледај Кина. Кина ви вика, што? Регулативи. Thank you and fuck you. Ние идеме напред. И зошто? Затоа што Кина се потикнува да има работни места, да им го подобри животот, да има 10% данок. Америка е 40% данок. Затоа дојде на ова дереđа. Европа исто така. Колкави им се давачките. И сега, ама Германија е јака. Јака е. И затоа што е јака издржува. До кога? До кога? Големи промени не очекуваат и ќе бидат на очиглед. Значи, Берлинскиот зид не паѓаше со месеци, преку ноќ. Така и работите се променуваат у овој момент. Бидете вигорни, бидете будни, бидете во молитва, бидете во пост, бидете во комуникација со универзумот и не можете се да знаете. Кога не знаеш, кога нема помош, имате квантна комуникација. Quantum entanglement. Со кого ќе се entanglement? Јас се надевам дека со мојот татко ќе се entanglement. За да донесам правилни одлуки. Јас сум години кога веќе ми се броени годините што се вика, не, имам уште, ама сепак се помирувам со нешто, сум постигнал женаде, но имам одговорност спрема нив, додека сум жив, да можам да им овозможам и да ги заштитам и нив, и себе, па и вас, драги мои.
Ја колку и да сум нешто себичен, мојата кариера ја е поминав со овој народ. Мојата кариера ја поминав со вас. Мојата кариера ми е врзана со вас. Ја не сум ни способен да ве мразам. Ми доаѓа некојаш ми викам, леле како ми иде да ги грабнам, да ги шамарам. Не можам. Не можам да си ја довршам реченицата. Како фамилија сум го сватил народ. Ама ти не си нормален. Знам. Ја не сум нормален. Ја сум луд и секој што ќе каже од вас, Јанко, ти си ненормален, ти си луд, ти си будала. Сте во право и ја го прифаќам тоа. И искрено да ви кажам, комплимент ми е. Само едно не прифаќам. И го негирам. Ја глуп не сум. Наивност не значи дека си глуп. Мојата добрина мене може да ме прелаже оној што го сакам, наивно да ме прелаже оној што му верувам, но тоа не значи глупост. Глупост значи кога со циркулар ке си исечеш ногата и после мјаучиш со месеци. Тука сум глуп. Не, само ова го следам. Инаку денеска емисијава, овие 25 минути што ги поминав, требаше да биде за листата на Епштейн. Вас не ве интересира, ништо не ви значи. Мене се ми значи. Затоа што ја имам таква емпатија спрема деца. И само зборот сексуална трговија со деца ми предизвикува такви вознемирувања. Буквално психосоматски. Ја не сум професионалец, студент кој тоа што ќе го каже емоционално не го прибира. Од што ми е мене инфарктот? По кафани сојки што бркав. Значи, Америка го објави JFK и самиот наследник на Кенеди вика, работите што се таму, зошто вика не ги кажете работите? Вика, немаат врска со убиството, а не можеме да ги кажеме. Колку сложена, тешка, мачна, подземна структура работи во светот која ни е тргната од нашите очи. Падаат вакцините, падна НЛО, падна Кенеди, падна Сорос, падна USAID, падна цела една сатанска збирштина за педофилија. И не е само сексуалната злоупотреба. Најмачно, не можам да направам емисија за ова. Не можам. Тоа е дека Андро, не можам да го изговорам затоа што визуализирам. Деца кога ги мачат при најсилна состојба на страв, мали деца, значи кои урлаат од ужас и терор, им ја вадат крвта и таа крв им служи за подмладување. Не сум сакал да поверувам во ова пред 10 години. Океј. Сори што ви давам лоши работи, прочка е, простете ми, но замислете се и бидете будни. Бидете попаметни од било кој. Мудриот мудрува. Глупиот прави глупости. Слушај вамо, тоа беше се за денеска. Благодарам за вашето внимание. Поздрав, чао!